Многу ме надостигаш. Што ти се случи тебе? Ништо не ми. Малку бев настината. Да беше дома, ке се грижав за тебе. Знам, мила. Ајде, Елиф. Господ Гинджи малку да се одмори. Ќе дојдеме ние покосно пак. Не, јас ке останам со Инджи. Ајде оти дома да се одмориш. За да можеш да се грижиш за мене, кога ќе си дојдам дома. Добро, но брго да се вратиш дома. Ајде. Ајде. Господине Хусно, дали има некој абер? Фала му на Бога, да. Дознавме дека бебето е добро. Како дознавте? Полот го најде син ми? Се уште не е, госпоѓо. Ама безобразниот што не сакам ни името да му го споменам, испратил снимка од синот ви и му ја покажал на господинот Полат, госпоѓо. Како може тоа да го криете од мене, господине Хусно? Господ Гинджи го анализираат CD-то за да најдат некаков знак. Господине Хусно, ве молам донесете ми ги тие снимки. Само еднаш да си го видам син ми. Земете го овој. Бате, кај го најде овој? Дома. Бате, кај одиш сега? Ерхан, кажи му на Абдулхе да го натера да зборува. Бате, го нема Абдуле. Каде отиде глумецот? Излего со бате Полат. Немој да ме замараш, Ерхан. Кога ќе дојдат, ќе им го дадеш човекот. Бате, те молам. Бате Полат не е при себе. Само ти можеш да го прибереш. Синко, јас не можам да му дадам подршка. Кога го гледам него, веднаш ми текнува залиме мати. Сигурен сум дека и тој гледајќи ме мене ја губи надежта. Бате! Ајде да ја видам и другата страна. Лесно си поминал. Обично знаеше да испука и неколку куршуми. Нормално и Полат малце остарел. Бате, што ќе правиме? Полат Алемдар, како и да ќе го најде иза. Не може. И јави му на Заза да се види со Джемал. Да го исчистат Джемал без да му се случи нешто на детето. Бате, да не им текне да организираат да го злоупотреба детето. Ако направат такво нешто, Джемал ќе се открие. Не би земале таков ризик. Ајде, качи се. Брате, не знаеш ли кој ти е непријател? Зошто пукаа по тебе? Во моја околина сите ме сакаат, ме почитуваат. Со никој не сум непријател. Те биле непријатели со Јашар Катиџри. Дали е можно тој да го нарачал? Прашите го Јашар за тоа. Јас зазнаев кој пукал по мене, немаше тука да стојам. Ќе одев и сам ќе се расправам со него. Немој мене ти да ми глумиш. Одговори како човек на прашањата. Јас на никого не поднесам одговорност. Направи си ја процедурата. Господин Полат, јас ви го спасив животот и животот на син ви. Да не бев јас, нити ти, нити син ти ке бевте живи. Абдухи, доста сме му останале должни на докторот. Бар го да му се одолжиме. Земи, ова ти е прва рата. Не молам, имајте милост!
Ќе направам се што ќе Доволно сум те задолжил тебе. Не сакам повеќе да се задолжам. Немојте, престанете. Ти остана уште 8 прсти. Кажи ми каде е прљавиот изет да не те испукаме. Не знам. Ми се колам дека не знам. Ми ги затвори очите. Не видам каде ми носат. Доктор Хакан, педијатар, изет неколку седе, за да ги прегледа децата. Има ординација. Оттаму го зеда, оттаму. И за така да не си побудален. Наместо да си го тераш бизнисот, се расправаш со најголемиот агент. Ова е моето посебно задоволство. Ако толку се плашите од Република Турција, Застани таму. Ние не се плашиме. Нашава е тактичка стратегија. Нас не засега твоите феудални интереси. Ама ако влијае на нашиот бизнис, тогаш ќе мора и ние да се вмешаме во таа работа. ич да не вериш, Гајле. Навечер ќе си ги добиеш парите. Ова е моја лична работа. И за така, нели знаеш колку ни е важен тој линк? Ако се прекине линкот 6 месеци нема да добиеме пари. Ние не можеме да го преземеме тој ризик. Ти, дај ни го детето на Алемдар. Ние ќе ја средиме работата. Тоа веќе моје дете. Никој не може да ми го земе. Немој повеќе да ме нервираш, оди си. Илхан, одиме кај мете само за да играме табла. Зошто толку обезбедување? Ќе ме натераш да кажам дека се исплаши. Ага. Овој пустат е многу наивен. Не може да се знае каде и што ќе направи. Затоа си реков и ние да бидеме спремни. Илхан, Пусат направил што направил. Кажи ми, каква наивност ми направил мене? Јас што можам да направам, ага? Илхан! Ага. Јас направив нешто без да ве прашам, ама... Господине, Изетага Абер ви пратил. Ќе ви ги испрати парите кои ги земал од господинот Давуд. Толку е префриган. Знае од кого да земе, а на кој да му даде. Што сакате да направам? Ако ги пушти парите, вие не се мешете. Господа, стигна Јашарага. Добре дојде, Јашарага. Добро те најдов. Денеска ми е среќен ден. Многу пари ќе ти земам. Пари е тебе се куча. Денеска воопшто не сум расположен за игра. Да не бев ти дал збор... Ајде, кој ти го расипа расположението? Да не ти го расипувам сега и твоето расположение, не е важно. Јашар, измислуваш за да не изгубиш на табла? Какво измислување? Вчера дошло дете мене да ми се спротивставува. Моите луѓе пак со дете стануваат. Ке ме обрукаат на секаде. Кој е тоа дете? Усат Чакир. Малиот си решил да биде мафија. Ти зошто се сакираш за вакви работи, а? Да им кажам на нашите деца, ќе ги разгазат. Потоа не татко на мафијата да биде, ќе се плаши да биде татко на едно семејство.
Јас не сум убиец на бебиња како што си ти. Господи Инджи, вашите конци. Ти го уби моето, ама јас ќе го живеам твоето. Одозгоре на тоа подобро од тебе ќе го чувам. Господи Инджи. Господи Инджи. Доктор, бргу викнете доктор. Никој не е од овие. Погледнете подобро. Може би ги смениле брадата или брковите. Джахид, Продолжете вие. Повели бат. провери ја безбедносната камера на банката преку улица. Гледа на предната страна на зградата. Добро бат. Молам, Хусно. Господи Инджи се онесвести, господине. Кога стана и пукнале конците. Зошто сте дозволиле да стане, бе? Па господине, за малку да ја накренам и го пуштив цедето, ама тоа се потресе многу. Се потресе стано. Манијак ли си, бе, ти? Ало? Ало? Манијак ли си? Господине, не ве слушам, господине. Ало. Господи обвинителке, добар ден. Господине Хусно, што се случи? Жалам, господи, ама моите телефони не ги прислушкуваат. Јас сум десната рака на Пола Талемдар, одговорен за неговата болница. Ако веднаш не дојдеш, тешко мене ќе биде. Ве молам дојдете одма, ве молам. Што зборувате, господине Хусно? Што ќе ви се случи вам? Господи обвинителке, Пола доаѓа тука. Мислам дека има потреба од вас. Инаку лутината на мене ќе ја истори. Имам работа, господине Хусно. Што е, Бирсен? Зошто така ме гледаш? Зашто не одиш во болница? Бирсен, умирам од грижа на совест. Како да одам? Немој така да зборуваш, Лила. Што има врска тоа со тебе? Во тој момент Полат да не беше до мене, ова немаше да се случи. Ти немаш никаква вина. Иако се осеќаш виновна, сепак би требало да бидеш до нив, да им дадеш поддршка на луѓето. Зошто се врати? Што се случи? Не можам. Што не можеш? Целви, оди си да не ти се истурам тебе, ајде. Истури ми се. Никаде не одам. Да не ти се јави мајка ми. Ти си центарот на светот, нели? Се мора да биде во врска со тебе. Бате Полат те одби за нешто? Ух,